Денес беше направен увид во градежните работи за изградба на првата училишна спортска сала во населбата Припор од страна на градоначалникот на општина Киселавода Орце Ѓорѓиевски. Новиот објект ќе биде сместен во дворот на училиштето Крумајке Пески, ќе се простира на 500 квадратни метри со рок за изведба од 2 години. Проектот е овозможен со подршка од владата по успешната апликација на општина Киселавода на владиниот повик за обезбедување средства за реализација на капитални проекти, информира општината. Надлежните информираат дека салата ќе обезбеди современи услови за спорт и рекреација на учениците и младите од овој дел на градот. Дополнително ќе се изврши целосно партерно уредување на училишниот двор, со што ќе се создаде безбеден и функционален простор за секојдневни активности. Изградбата на спортската сала представува инвестиција во подобро образование, здрави навики и развој на младите генерации во Припор, додаваат од општина Киселавода. И градоначалникот на општина Аеродром Дејан Митевски денеска информира дека и пред официјално да се усвои новата мерка за ограничување на користењето на службените возила на општините, тој веќе го следел истиот принцип, односно сите обврски ги завршувал со велосипед или со приватен автомобил. Митевски истакна дека силно ја поддржува оваа иницијатива на владата и посочува дека веднаш како општина ги имплементирале новите регистарски таблици. Првиот човек на Аеродром вели дека ги охрабрува сите граѓани да пријават злоупотреба на службено возило на телефонскиот број 070 399 050. Денес во Љуботен дадениот збор кон Расим, Кадри, Сулејман, Шерефедин, но и кон сите граѓани на оваа улица се реализираше. Ги асфалтиравме улиците кои што им ги ветивме на граѓаните, истакна градоначалникот на општина Бутел Дарко Костовски во Facebook објава. Костовски додава дека задоволните лица на граѓаните се неговиот најголем мотив и дека неговиот збор со дела покажува дека се што имаат ветено го реализирале до сега. Првиот човек на Бутел посочува дека со вчерашното асфалтирање за прв пат е поставен асфалт на краци од улиците кои се наоѓаат во населеното место Љуботен, со што решава децениски проблеми. И во наредниот период вели ќе продолжиме со асфалтирање на улиците во Љуботен. Наскоро започнуваме со целосна реконструкција на главните улици во Љуботен кои не се пипнати од 1998 година. Во изминатиот период се асфалтираа улици, а продолжуваме и во наредните денови, додава првиот човек на Бутел. Се реализираше целосна санација и асфалтирање на улицата 400 во населеното место Марино, општина Илинден, по должина од околу 300 метри, вклучувајќи изведба на систем за одведување на атмосферски води. Овој проект е дел од пошироката програма за реконструкција, рехабилитација и изградба на локални улици и патишта, со која општина Илинден активно работи на подобрување на патната инфраструктура, велат од општината. Увид денеска изврши градоначалникот на Илинден Александар Ѓорѓиевски и изјави дека асфалтирањето на оваа улица представува исполнување на едно од приоритетните барања на жителите од Марино. Тој најави дека ќе продолжат и другите активности за санација и реконструкција на улици низ целата општина во согласност со потребите и барањата на граѓаните, со цел подобрување на секојдневието и зголемување на безбедноста во сообраќајот. Средствата за овој инфраструктурен зафат се обезбедени целосно од општинскиот буџет, а со успешната реализација значително ќе се унапреди локалната патна мрежа, додаваат од локалната самоуправа. Општина Центар на барање на жителите постави теретана на отворено во паркот на франкофонијата, создавајќи современо картче за здрав и активен живот, информираат од општината. Фитнес зоната располага со 17 справи наменети за вежбање и развивање на сите мускулни групи. Во склоп на теретаната има клупи за стомачни, високи и паралелни шипки, вертикална решетка, боксерска вреќа и други справи, извести општината. Оваа нова теретана е совршено место за вежбање и рекреација. Ваквите простори нудат тренинг на свеж воздух без потреба од членство или дополнителни трошоци, порача градоначалникот на Центар Горан Герасимовски. Просторот за вежбање е реализиран по предлог на граѓаните во рамки на малските средби организирани од локалната самоуправа, во согласност со општинските приоритети за промовирање на спортот и здравиот начин на живот, се додава во соопштението од општина Центар. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расу тесни.